Врз основа на член 57 став 1 од Законот за спречување корупција, член 24 став 1 од Деловникот за работа на ДКСК, ја отворам 208-та седница на Државната комисија за спречување корупција. Го предлагам следниот дневен ред. Прва точка. Разгледување на поднесен приговор во врска со член 8а од Изборниот законник од Димче Стојановски од Кичево против Генерален секретаријат Влада на Република Македонија. Втора точка. Разгледување на поднесен приговор во врска со член 8а од Изборниот законник од магистар Слободанка Алексовска против Агенција за вработување на Република Македонија. Трета точка. Разгледување на поднесен приговор во врска со член 8а од Изборниот законник од Александар Колевски и други против Генерален секретаријат на Влада на Република Македонија. Постапувајќи согласно член 74 од Изборниот законник, а во врска со поднесен приговор за непочитување на одредбите од Изборниот законник до Државната комисија за спречување на корупција, оваа точка Државната комисија за спречување на корупцијата од седницата ја прогласува за јавна. Почитувани медиуми, значи денеска имаме за разгледување 3 приговори. За првиот приговор, разгледување на поднесен приговор во врска со член 8а од Димче Стојановски од Кичево против Генералниот секретаријат на Владата на Република Македонија и известител ќе биде колегата член на ДКСК Горан Миленков. Повелете, колега. Горан президителе, значи вака се работи за приговор поднесен до Државната комисија за спречување на корупција од страна на работникот Димче Стојановски со адресни генерали и лични податоци од Кичево, контакт телефон, уредно е све напишено, значи приговорот е примен во ДКСК на 23.8.2017 година, заведен е под број 12.5381/1. Мало? Значи во самиот приговор подносителот на преставката, именно приговорот се однесува против Генералниот секретаријат на Владата на Република Македонија. Се наведува дека е против него поведена дисциплинска постапка и формирана комисија за утврдување на работниот ред и дисциплина и дека вистот ќе треба да му престане работниот однос. Значи, како ова е суштината на приговорот, истот е во куса содржина. Кон самиот приговор се е поднесено во форма на фотокопија. Значи, тоа е самиот предлог за поведување на постапка. Истиот е заведен под број, така пишува на фотокопијата, 04-4762/7 од 14.8.2017 година. Вака поставениот приговор е уредно поднесен до комисијата, значи комисијата може да го работи, како предмет е уредно оформен, од причини што во самиот приговор е поднесено само во форма на фотокопија предлогот за, како се наведува, за покренување на дисциплинска постапка против административниот службеник Димче Стојановски, би требало да се набави истиот во оригинерен примерок или во примерок кој што е заверен како верно на оригинал. Да биде исто така фотокопија заверена на верно оригинал. Се со цел за утврдување на правно релевантни факти, целосна фактичка состојба, би требало да се преземат овие действија, да се обратиме до Генералниот секретаријат, да видиме дали е веродостоен овој доказ кој што е приложен кон овој приговор, исто да се достави во фотокопија, верен оригинал или во оригинерен примерок, како што кажав преска. Се со цел за да можеме ние дополнително да донесеме, да утврдиме целосна фактичка состојба, правилно онака каква е. И после тоа дополнително по добивањето на сите овие прилози и докази да можеме да донесеме на закон заснована и правилна одлука. Именно бараните списи и документи и докази што би ги побарала комисијата да се достават од страна на Генералниот секретаријат на Владата на Република Македонија веднаш во најкраток временски период, но не повеќе од 15 дена. Тоа би бил мојот предлог, па ние дополнително би донеле одлука кога и ги добиеме. Благодарам, колега.
Предлогот на колегата Горан Миленков го ставам на гласање. Кој е за? Благодарам. Констатирам дека во врска со приговорот на Димче Стојановски, комисијата зазема став да се земе во работа и да се побараат релевантни податоци од Генералниот секретаријат на владата за конечно утврдување на точната фактичка состојба. Одиме на втората точка од дневниот ред, разгледување на поднесен приговор во врска со член 8а од Изборниот законник од магистар Слободанка Алексиевска против Агенција за вработување на Република Македонија. Известител ќе биде членот на ДКСК доктор Фарија Алио. Повелете, колешка. Благодарам, председателе. Предмет заведен во Државната комисија за спречување на корупција е број 12/5377/1 од 24.8.2017 година. Поднесител на приговорот е Слободанка Алексовска, вработена како раководител на Центарот за вработување на градот Скопје. Против, приговорот е против, веде директорот на Агенцијата за вработување на Република Македонија Јана Јовановска. Основа на приговорот е дека Агенцијата за вработување на Република Македонија донел известие за задолжување со работни односи на работно место и звање пониско од звањето во решението и договорот за работа, и тоа 5 нивоа пониско. Донесување на решение за покренување на дисциплинска постапка за дисциплински престап со решение број 04/1367/2 од 17.8.2017 година и решение за суспензија од 22.8.2017 година заведено под број 04/1367/4. Врз основа на наводите од приговорот, поднесителот смета дека е повреден членот 8а од Изборниот законник и други одредби од позитивните законски прописи. Во приговорот, како прилог, поднесителот доставил копија од решението за суспензија. Други приложи немаме. Од овие причини, што е наведено погоре, на членовите на комисијата им предлагам, за да се утврдат сите наводи, а во функција за испитување на истите наводи согласно члена 74 став 1 од Изборниот закон, им предлагам со заклучок да се достави барање до Агенцијата за вработување на Република Македонија, да не се достават известување и на комплет други списи од постапувањето на Агенцијата за вработување, со достава на известување и комплет други списи од постапувањето во копија, заверени на оригинал. Сите овие документи што ќе ги барат Државната комисија да не се достават во најкратен можен рок, а не покасно од 15 дена. Благодарам, колешка. Предлогот на гласање, кој е за? Благодарам. Констатирам дека комисијата едногласно го донесе заклучокот кој го предложи колешката Фарија Алио. Разгледување на поднесен приговор во врска со член 8а од Изборниот законник од Александар Кралевски и други против Генералниот секретаријат на влада на Република Македонија. За овој предмет сум известител јас и јас ќе го реферирам. Предметот се однесува Предметот е заведен под број 12/5380/1 од 24.8.2017 и во наводите се наведува дека Генералниот секретар на владата на Република Македонија господинот Драги Рашковски на различни датуми после распишувањето на локалните избори на ден 6.8.2017 година до Дисциплинската комисија за утврдување и кршење на работниот ден и дисциплина
испрати селективни предлози со кои се бара мерка престанок на работен однос на неколку селективно определени државни службеници вработени во владата на Република Македонија. Согласно сознанијата на барателите, кои се 32 на овој список, каде што се сите подпишани, комисијата која е веќе формирана на 18.8.2017 има закажана расправа и врз основа на тоа треба да донесе одлуки за престанок на работен однос. Бидејќи во прилог на овој предмет нема доставено релевантна документација, а комисијата да може релевантно да одлучува и да донесе конечна одлука врз основа на закон, значи барам од комисијата да донесе заклучок дека предметот се зема во работа, бидејќи согласно член 74 од Изборниот законник, во случај на поднесен приговор за непочитување на одредбите од член 8а и 8б од законот, ДКСК е должна на јавна седница да ги испита наводите и да постапи по поднесениот приговор. Наводите во приговорот укажуваат на кршење на членот 8а став 1 алинеја 4 од Изборниот законник, според кој во време на изборен процес не може да се започне постапка за вработување на нови лица или постапка за престанок на работен однос во државни и јавни институции, а започнатите постапки се ставаат во мирување, освен во случај на итни и неодложни работи. Врз основа на ова, предлагам на комисијата да побара информација од Генералниот секретаријат на владата дали е покрената постапка за престанок на работен однос на овие лица, и ако е покрената, кога е покрената, по кој член од Законот за административни службеници, и истата да се достапи во копија верна на оригиналот до Државната комисија за спречување во корупција во најкраток можен рок, но не покасно од 15 дена. Потоа, дали дисциплинската комисија ги разгледала и дали одлучувала по овие предмети? И трето, дали комисијата донела решение за дисциплинска мерка и ако донела, кога донела и решението да се достави до ДКСК во копија верна на оригиналот во најкраток можен рок, но не подолг од 15 дена. Колеги, предлог заклучоците ги ставам на гласање. Кој е за? Благодарам. Со ова е исцрпен дневниот ред на денешната јавна седница. Разгледани се сите три точки од дневниот ред и со ова јавната седница ја затвара. Заедно со подносителот? Да, заедно со подносителот. Бидејќи он е прв подпишан. Тој уште 31. Така е. Јас имам прашање, вие договорувате тука дека по најдоста за 15 дена треба да ви ги достават документите. Кои се роковите по кои што вие после тоа ќе треба да се произнесете по овој предмет? Значи, ние немаме рокови за произнесување, но тоа го правиме тековно ден за ден. Како ќе ги добиваме, така ќе ги одлучуваме. Во однос на претходниот приговор на Љупчо Георгиевски, дали има нешто ново? А нема, тоа беше минатата недела, се уште немаме добиено одговор. Што ќе држи извештајот јавни? Се извинувам еден по еден. Дали тие седници ќе бидат јавни? Да, се додека трае изборниот процес, сите и одговори и овие поднесоци што се до нас ќе бидат на јавна седница. Што содржи извештај што сте го доставиле до владата? Денес излезе една информација дека имате доставено извештај до владата за тоа што сте работеле во изминативе 5 години. Може ли да ни наведете што содржи некои генерални заклучоци? Јас прво би ве замолил прашањата бидат во контекст на јавната седница, бидејќи ова не е во контекст на јавната седница, јас би ви одговорил, значи, дека она што е доставено до медиумите е во врска со задолжувањата кои владата го има во планот 369 и Државната комисија за спречување на корупција е исполнила својата задача. Дали имате од генерален секретаријат евентуално во меѓувреме добиено нови преговори? Освен овој... Не, во моментов немаме нови примено.